Децата ќе можат летните утренски часови да ги започнат со јога во Националната галерија. Таа им нуди на родителите и наставниците да ги донесат своите деца еднаш во неделата за да се социјализираат како и да се опуштат. Со различни креативни активности, младите ќе останат активирани и за време на одморот од наставата. Активностите опфаќаат почетнички часови по детска јога, како и креирање цртежи со најактуелни теми од летото и предавање за познати уметници. На тој начин, вели Маја Димитрова, се активираат креативно децата, а истовремено и се едуцираат за уметноста преку разновидните изложби. Со оглед на тоа дека темот летото е сепак време каде што децата се малце растеритени, подалеку од нивните школски активности, школски обврски. Како што реков, овој проект Летни приказни ќе ги третира темите само на летото, но во текот на учебната година работиме голем број на проекти посветени на македонските, но и на странските ликовни уметници. Така што да ги научат и да ги запознат на најдобар можен начин покрај кратки предавања и разгледување на изложбата, тие потоа така подготвени директно се вклучени во креативните работилници. Проектот опфаќа инклузивни работилници, каде ќе се организираат и позитивни конкуренции над превари меѓу децата. Во текот на годината, покрај децата од редовната настава, многу често се вклучени и децата со попреченост. Од исклучителна важност е и фактот што децата го започнуваат денот со час по јога, каде можат да се опуштат за да продолжат. Јогата има огромна смирувачка улога, кога им помага како на децата, така и на родителите. Од самите вежби, кои се физички вежби, вежби за дишење, понатаму вежби за концентрација, пеењето во јогата, медитацијата, го прави битието комплетно. Значи, ако ние почнеме образуваме уште од малку јогата, навистина ќе биде образовано не само интелектуално, туку ќе биде образовано и емотивно, емпатично. Со вакви иновации може да им се даде поголема хармонија на децата, но и начин како креативно да си го поминат времето во текот на летото.